Na Pekol Žeško 50 žitelji od Karbinsko-Crevuljevo 10 dena se bez kapka voda. Slavinite vrtatvo prazno, a selanite glavno bolni i stari nemat što da se napijat. Na ovaj pekno je 43 stepeni, da nemaš ti 10 dena voda, a ja živem greš na taj ritam. Od deka voda da doneš. Od deka. A ja sam sa stop čovjek, što me greš. Invalid čovjek. Od kaj da najem voda? Nimam bunar. Bunari što ima u dolu malo jedan bunar tamo ka. Pa to je jedna kuća ima i to je. Celo selo od deka. Znači, a i ne možem da slegnem ja do reka da rapunam. I od reka bi pil voda, ne može da slegnem. Osven Lugeto bez voda i dobitok od pažeta jagasnac o nekoliko kapki ostanati koji zna od koga vopojilata vodvorovite. On je selski te odamna presušija. 2 godine čuvam, vikam nemam voda, kokoši, 5 kokoši, nemam voda. Ще помрти они за вода. А ние нигде няма. Трябва от река да донас, от дек да донас, а не съм къдър. Би дойде на неделя болница. И сега дойде от болница, трябва нищо да не работя. Имам на белите жигери нещо. Сърцето ми слабо. И дек да имам, без вода дек да имам. Мизерен живот. Како да не сме живи. Во селото има само еден приватен бунар, па сите жители жетта ја гаснат од таму. И навечер со чешиња идеме, зијаме помалку и се служиме. Поголема макар нема нигде. Од таа мака, од водата, од хигиената, значи поголема немаме. Дали сакат да измиеме со бале вечер. Апне човек да се измие. Вода за манча нема се направиме. Не еден ден да идеш од комшија да взимаш. Еден ден ли е тоа не еден ден. Последната капка вода во Славините во Цревулево капнала минатиот вторник, пошто селаните веднаш реагирале за помош во јавното предпријатие. Веднага среда, четврток, интервенција извршиме до општината, ќе дојдеме, дошле, виделе таму дека е целото скинато, водата иде од тај терен, таму од таа шумата горе. Виделе кај е скината водата, истиот ден не можеле да ја направат, втори ден дојделе и како например тука врзале водата. Дојдела до првата куќа горе што е на крајо и тука одврзалија да прима ваздух, не знам што, и навака веќе не сакала да пробие водата, не знам што, и тука останала водата да се тече. За овдешните жители е нејасно како е можно цели 10 дена Плачковица да не може да го лоцира и санира дефектот и зошто е дозволено селото толку долго да биде без вода, без притоа да се изврши доторна питка вода со цистерни. Од Плачковица се правдаат со неколку дефекти на водоводното црево на чие санирање работат. Тврдат дека екипи се на терен и во текот на денешниот или најдоцна утрешниот ден водоснабдувањето ќе се нормализира. Инаку водоводот во 70-тите години е граден од самите жители, а по осамостојувањето на општина Карбинци, управувањето го презеде јавното предпријатие, а жителите редовно плаќаат сметки.